Два пожара, едниот во нокните, а другиот во утринските часови. Денес 4 ромски семејства во Штип ги остави без покрив. Првиот пожар силно ги вознемирил, бидејќи ги фатил на спиење, а вториот пожар им ги згасна сите надежи дека нешто им останало. Се не изгорат сабајле у 6 сатот, а другата вчера во 1 часот и така. Останаме надвор со децата, немаме ништо. Се ново што зема дома, се ми изгоре. Гореме, првото, во постето, сабајленото. Од оваа страна, значи 4 фамилија се изгорени. Ја сме надвор, немаме ни струја, немаме ништо, цело можете да гледате таму цел инсталација изгорено. Децата, жената ми е саката у колечка, не може да ја гледаме. Значи немаме средства. Моментално снаата у количка, инвалидна е, децата му се разболени, нема што, само ни социјално не зима. Како ќе се издржат? Двата пожари, освен самите станари, ги гаселе и пожарникарите, со што успеале да спасат други десетина живеалишта. Иноќе 1 час по полнок имавме дојава за опожарен објект, тоа се работи за една видна гаража кај старото Нервно. Излегле нашите 2 екипи кои беа на смена со 2 противпожарни возила и 5 пожарникари. Негде до 2 часот е изгаснат пожарот. Сабајле во 6:20 имавме пак на истото место за дојава за нов пожар, односно нов додатен објект на самата зграда на Нервното. Се излезени 3 противпожарни возила со 9 пожарникара. Негде до 8:30 часот пожарот е изгаснат. Според оштетените станари, пожарот е подметнат од лице за кое тие тврдат дека го виделе со канта бензин. Имаше еден човек тука, комшиката го виде како кај мене помина од позади, прска со бензин, запали и избега. Работа што не го видам. После жената Сабале у 6 сатова е запален. Значи Сабале го видеа човекот како фрлил и уидел. Сепак, кои се причините за пожарот ќе утврдуваат надлежните институции, а во меѓувреме од Сдруженијето САО Рома повикаа на солидарност и апелираат за помош. Апел ќе дадам до сите што можат да ви луѓе нешто се помогне. За тоа што ви луѓе се стварно надвор на улица, можете да снимате да видите натака се изгорено натре. Мислам дека ипак луѓе сме, народ сме, една држава живееме. Инаку пожарот се случи во еден од објектите на некогашното нервно оделение, односно диспанзер во Штип, место каде извесен период живеат околу 30 ромски семејства.